Го спомнавте господинот Груевски, но Унгарија нас не ни го испорачува. А за возврат го гледаме дава често интервјуа по нашите телевизии. Во ред, кривичниот закон беше сменет на 2023 година, што ние како држава, впрочем, добивме или изгубивме со се во ова, и вие како демократи дали би смениле можеби нешто во кривичниот закон? Пред да ви одговорам на прашањето за кривичниот законник, поточно кој што стана криминален кривичен законник, ќе ви одговорам нешто за Груевски што спомнавте. Унгарија не ни го дава. Ако сме ние држава и ако премиерот, бившиот, направил, кој што јас мислам направил огромна штета на Македонија, со сила ќе вратиме. Никој не може да не спречи. Ако сакат некоја држава, знаете, не сакам да спомнувам држави, ги враќаат. Ги враќаат. Така да, ајде малце да не се занесуваме, па не ни го дава, па ни заминаа, па ни избега и така натаму. Не. Ние од сега ќе работиме, а ако ја добиеме довербата од граѓаните на Македонија, демократи, ќе испроведат многу работи што ги зборуваат. И со сигурност бидете и ти, господине Трајче, и граѓаните дека ние тоа ќе го направиме. Не само што ќе ги вратиме лоповите, туку све ќе им одземиме што го украле. Доста веќе приказните како мали деца, не носиме закони за потекло имато, нема конфискација, има конфискација, ќе се одземи некој динар, другите пари се оставаат и така натаму. Значи, таа е таа приказна околу кривичниот закони. Сега ќе ви одговорам. Во 2023 година ненародни, криминални пратеници седнаа и го променија кривичниот законник. Се договорија на свој начин во затворени врати, што викам јас, партите да го поминат законот, да ги намалат казните. Замислете за злосторничко здружување. Казната беше од 1 до 10 години. Што е тоа многу малце. Значи, зборувам за луѓе што крадат милиарди, не само што ги крадат парите, зборувам за луѓе, еве пример, сите пари, милиарди што се украдени, кои што требаше да се инвестираат во здравството, не се инвестирани, одредена група луѓе ги украде тие пари. А колку илјадници, стотици илјади луѓе немаат во последните 15, 20, 25 години умрено по болници. Самите знаеме, гледам од моите родители, кај вас спомнавте за вашата мајка и така натаму, жал ми е, сочувство. Значи, такви мајки, брајки и сестри и бабовци има секој ден и умира по македонските болници. Од кој? Од овие злосторници што ги украдија парите на место додат. Да не зборувам, нема пари за градење на електрани, нема пари за градење на фабрики, инфраструктура, па ние во Македонија сме во Македонија не може Скопје 2 дена поред да биде најзагаден град во Европа кога е околу 500.000, а имаш градови по 20-30 милиони да бидат помалку загадени. Значи, ова е злосторство направено. Сега тие што направи? Си донеса закон од 1 до 10 години за злосторничко здружување, го намалија на 1 до 3. Видите кај е цела цака. Некој можда не се разбира, но јас сакам да објаснам и ова го објаснам не за вас, господине Трајч, објаснувам за граѓаните. Така. Значи, покрај тоа што кога ќе се намали законот така од 1 до 3 години и не добиеш правосудна пресуда, вашето дело застарува. Има доста судии што ги кријат делата во фиоки. Тоа е тежок криминал, ќе зборуваме и за судите малце, тежок криминал. Така да штом делата застарат, не дека само не одат по затвори, туку си ги задржуваат украдените милиарди, милиони на еден законски начин, бидејќи законот беше променет во собрание. Тоа е на еден легален начин. Го криминализирае криминалот, поточно ги ослободија криминалците, политичарите, функционерите. Значи, затоа демократи предлага да не застаруваат делата, да се донесе закон
кривичниот криминален закон итно да се промени. И неколку точки ќе спомнам најважни. Да не застаруваат повеќе делата на политичарите, функционерите, криминалци. Да не се амнестира, да не може никој, ни председатело на Македонија, ни собрание да ги амнестира политичарите, функционерите, криминалци. Казните да бидат од 10 до доживотен затвор. Зошто? Затоа што ако сте вие, премиер, пратеник, и почнувате да крадите, да уништувате, а сте се заколнале дека ќе работите за доброто на народот и одите пред избори и го лажите народот, вие треба сурово да бидете казнети. Не сме казната за некој што краде, што уништува све, бидејќи пак ќе кажам, не е дека парите, милиардите ги украде. Поважно е, тие пари може да се инвестират, како што се рекол, во здравството, затоа имаме стотици илјади луѓе умрено од тие пари што ги украде, наместо да имаме врно здравство, и да не зборувам за економијата, не градиме ништо, а младите и повозрастни стручи кадри си заминуваат, со тоа се уништува нашата држава. Индиректно, како сакате да вртите, штом ги крадите парите, вие уништувате Македонија, вршите огромно злосторство врз Македонија и својот народ, народот на Македонија. Друга многу важна работа за да се донеси закон е, покрај што кажав дека да не застаруваат делата, да не смеат да се амнестираат, од 10 до доживотен затвор за овие злосторници. Значи, штом, ако некој добие казна 10 години, 15, 20 од суд, никојаш повеќе кој ќе излезе од затвор, да нема право да се занимава со политика, да нема право да има функции како директорски функции и така натаму, мора овие луѓе за секојаш да ги тргнеме од политичката сцена, се разбира, бидејќи тие ако се вратат повторно истото ќе го прават, бидејќи тоа се психопати. Значи, замислете, вели некој, јас сум градоначалник на општина, ама знаете како што кажа Лјупчо Ѓоргиевски, абе сите краде и јас крадев. Мора да си психопат штом тоа го кажуваш. Значи, како може еден премиер, еден советник, еден градоначалник, еден директор кој што е поставен од нас, од народот да функционира таму, да ти каже во очи дека крадол. И знаете што? На овие сите луѓе треба итно од 1991 да се испита потеклото на имотот. Покрај што треба да се испита потеклото на имотот, се разбира на секој граѓанин во Македонија и на бизнисмените, специјално да се испита потеклото на имотот од 1991 година. И све што ќе се докаже, независно дали тие починале, дали постоја, дали заминале во некоја друга странска држава, државата наша треба да ги гони со затворски високи казни, како што го спомнав, и да му се одземи се, и од дедо предедо, затоа што ова злосторство. Многу строги вие. Видете, нема нема друг начин како може да ја спасиме Македонија. Ако почнеме исто, вака ќе правиме, така ќе правиме, од тоа ништо не се случува, ние сите ќе се уништиме, бидејќи Македонија пропаѓа, не седи во место, не тапка во овие 34 години, напротив, секојдневно пропаѓаме и ние како граѓани, значи страдаме, не дека стануваме посиромашни, туку страдаме во секој поглед. Значи вие сте да се направи еден сериозен рез, длабок рез и да се почне одново, ако ве разбрав и ако ве сватив. Па мора така, затоа што државата, политичарите, повеќето и државата ни е криминална. И како тоа ќе го спречиш ти ако не направиш рез и од корен то све се чисти.